Вики, здраво, ти благодарам што ја прифати поканата. Претпоставувам дека TikTok популацијата многу добро те знае. Меѓутоа, да ги запознаеме малку и останатите гледачи, гледачите на Хајп, која е Вики, со што се занимава? Благодарам пред се на поканата. Многу ми е мило што конечно некој ми понуди да учествувам во една ваква емисија или како да се изразам за интервју. Јас сум Викторија Евтимова, доаѓам од Скопје, имам 20 години и се бавам со музика. Така, многу си популарна на TikTok, имаш па можда едно 10 видеа ти имаат над милионски прегледи. Како започна твоето патување на TikTok? Како до тоа да станеш вирална? Генерално истиот мојот како кај сите скоро со музика се бавам од мала. Имам завршено нижо, средно и сега факултет музички. До пред отприлика 3 години со музиката се бавев нели константно, но пред некое време се случи соработката со браќа Арџик, не сакам да ги заборавиме, кои ми понудија да бидам женскиот вокал во нивната песна Играј. Јас прифатив, до тогаш се уште не сакав да се појавувам онака како лично во видеа и слично, не бев спремна на тоа. Не ми беше, имав некои предрасуди како TikTok, леле, зашто таму да се појавам, зашто да не отидам негде на нешто поголемо. Не знаев уствари колку TikTokот денеска може да придонесе да прошири некоја поголема маса да дознае за тебе. Со самата песна видов дека уствари луѓето ме прифаќаат, дека го ценат тоа што го работам и отворив мој канал, ете ме натераа, морам да кажам. И полека, како преку ног, буквално од 0 на 20.000 фоловери, па на 50, сега 100, фала ви на сите. Снимам, гледам да го задржам контентот исклучиво на музика, снимам по некој скеч, онака чисто да ме запознаат малце повеќе и приватно, да сватат дека не сум толку озбилна. И си работам сега моментално и некои нови песнички, имам 2 дуета кои се на балканско ниво, стигнаа огромни прегледи, добија доста прифатени, доста можам да кажам на балканско ниво. Шеки Шеки беше 7 песна на годината на Балканот за 2024. Многу сум среќна и се надевам дека се повеќе и повеќе ќе работам, се повеќе и повеќе ќе слушате нова музика од мене. Колку е тешко да се да имаш некаков успех на TikTok, особено на Балканот, и особено кога снимаш тиктоци што не покажуваат многу голотија, кога се само фокусирани на музиката, колку е тешко да се успее и да се стане вирален на таков начин? Па уствари, јас едно ќе кажам, тој што нема што да покаже, мора да измисли, мора да се совлече. Јас сметам дека и тоа како имам што да покажам и тоа како знам што правам, така да тој што треба да го препознае, тоа ќе го препознае. Јас никого не терам ниту да ме гледа, ниту да ме слуша, ако тој самиот не го сака тоа. Го правам ова за себе и за луѓето што сакаат да го гледаат. Тоа така да не мислам дека е тешко ако си упорен и ако го правиш тоа во една граница на нормалата. Не дека јас сега сум нешто претерано скромна или слично, него едноставно тоа сум јас, тоа е мојот стил и се носам со тоа баш онака на начин на кој што сметам дека треба. Како реагираше публиката на твоите видеа, затоа што познати сме по нација на хейт коментари, мислам под секое видео може да се најдат хейт коментари без разлика за што станува збор. На почетокот кога се појави на TikTok, како реагираше публиката? Па на почетокот искрено бев многу изненадена, тоа уствари е причината зашто јас продолжив да снимам, немав хейт коментари. Хейт коментарите се појавуваат, можам да кажам некаде 5-6 месеци од како веќе снимав. Хейт коментари во смисол на нација, нешто вреѓање генерално, ама јас лично можам да кажам, можете и самите да видите, не бришам коментари, не можам да ги добришам сите реално. Нема некои конкретни хейт коментари дека јас сакам ова и ова лошо да го кажам за тебе, тоа се генерално кринж и нешто така, некои банални ствари на кои што јас не се осврнувам нешто премногу. Мислам дека нема некои хейт коментари затоа што не се бавам со коментирање на тугите статуси, туку генерално со тоа што го работам. Спомена дека имаш и учено и нижо музичко, меѓутоа од каде начално доаѓа твојот талент за музика и како го откри? Па, вака фамилиарно гледано немам некои многу големи музички врски. Мојата работа сосема трета работа. Ни вака некои блиски не ми се музичари, не знам, ете, јас сум тој израз што викам.
Меѓутоа, можам да кажем, еве, на пример, нешто што не е баш во контекст со прашањево, моите, бидејќи викам, немам некои фамилиарни жички на тоа, на да се моите музичари или слично, нифи ме сето тоа малку ново и малку чудно, и патот низ кој јас поминувам сега, како, на пример, патот до успехот, не им е баш јасен и на секој пазат на мене да не направам некој погрешен чекор во се во ова, бидејќи тие не го поминали истово за да знаат што е правилно или што не. Тешко им е да го прифатат и TikTokот како социјална мрежа, иако ме пратат и поддржуваат. Не им е јасно дали е тоа вистинскиот начин да се успее денеска, не се во тек баш дека уствари TikTokот е моментално најголемата социјална мрежа на која што можеш да се искажеш. И се соочуваме сега со тие некои мали проблеми, ама еве полека, но сигурно пробувам да ги внесам во сето тоа. Така. Кога спомена веќе за тоа, кои се твоите музички планови во иднина? Музички планови, па сега да не бидам баш конкретна, пријавена сум на 2 музички шоуа оваа година, кои тоа како добро ги знаете. Не сум некој што пред време сака да мисли или кажува. Не знам, желбата ми беше уствари мене да не бидам толку самоуверена, сакав да видам што другите мислат уствари за мене. Го имам тој како надпреварувачки дух. Сакам да видам дали другите го мислат истото што и јас за мене и тоа што го поседувам. Така да, нешто така, можеби во блиска иднина ќе направам некоја нова песна. Повеќе во мој стил, јас сум малку повеќе народњак, што би рекла. Си ја сакам таа музика, си ја негувам. Не можам да потврдам сега на кој јазик, дали македонски или српски. Сакам да биде на македонски, но се плашам дека нема да успее, затоа што многу пати сум пробала. Уствари кај нас, колку и да е тоа сега така кажано, ќе бидам сурово искрена, колку и да сакам јас да го направам тоа на нашиот јазик, сепак сум јас македонка и се тоа македонка. Мислам дека пред се мора да успееш на страна за тука да бидеш прифатен, така да не се осврнувам сега целосно на тоа, нормално пред се си го сакам и ценам нашето, ама и да биде некоја соработка со некој артист од Балканов или пак соло песна моја, ќе биде во некој позабавен стил и можеби на српски, можеби на македонски, не знам, се зависи. Генерално, кое е твоето мислење во моментов за, еве, генерално ќе земеме балканската музичка сцена? Моето мислење? Јас сум од поновиве генерации, не можам да кажам дека гледам нешто поразлично од сите останати. Во тек сум со тоа што се случува на Балканов, со музиката, со артистите, со настаните. Не сум многу среќна и задоволна со музичката вредност, уствари, на песните, на генерално на музиката и изведбата на музиката, представувањето на вистинската музика, ама, па ќе речам, кој успеал на некој начин, вреди да биде прифатен, за секој си има своја публика, нели? Јас лично би сакала да се врати музиката барем едно 10 години назад, за да може не само секој што е спремен да работи, секој што е шоумен да биде музичар, туку пред се да си ги поделиме тие работи на шоумени, на музичари, на еве рапери, трапери, како год. Јас барем како некој што премногу се вложува во тоа и премногу дава од себе, би сакала да бидат пред се музичарите малку повеќе ценети, музиката да биде музика, а не само видеозапис и студиска работа. Според тебе, кои 3 пејачки би ги издвоила во моментов како најдобри вокали? Од Балканов или од Македонија? Немам 3, еве Цеца, Джејла Рамовиќ, Бог. И што знам. Немам трета, не знам, генерално немам идоли, имам луѓе на кои што им давам аплауз, нели, пред се за работата. Идоли како идоли немам, еве на прво место, како што реков, ќе ставам Джејла Рамовиќ и од тука нема да мрднам. Со кои би сакала да соработуваш во моментот што се актуелни на српската па и македонската сцена? Па не сум нешто сега да кажам одредена во стилови и слично, како што кажав, повеќе ми лежи, можам да кажам, народната музика и нашата и балканската генерално. Ама ако веќе тестирам, ако испробувам, ете вак Джејла Рамовиќ. Да. Може ли едно брзо kiss, marry or kill со јавните личности? Теодора Џахверовиќ?
Kill. Не знам, никако не ми е ништо сега нели контра да изразам, него генерално во ништо не е нешто што можам да кажам браво. Саша Ковачевиќ? Мери. Човекот е онака пред се представителен, тоа што го викаш ти уствари скромен, не прави работ, не прави драми, не прави ништо за кое што луѓето можат да кажат го знам Саша по тоа и тоа, а не по музиката, така да респект стварно. Ацо Лукас? Мери. Онака. Генерално заради тоа што е пред се колку и да го знаат луѓето сега да речам по други работи, за мене е хитмейкер. Не може да помине забава без негови песни, така да сите целиме кон тоа луѓето каде да отидеме да ги знаат нашите песни, затоа е на не. Песна додека ти броиме 30 секунди, која ќе ја одбереш и броиме 30 секунди од сега. Самала. Може да запееш? Родила се мала дјевојчица, татина е она, душа едина, биće ona meni најлепша, питаće се свако чија е то цурица. Фала ти, Вики. Инаку луѓето генерално уште кога почнав да се бавам со музика, можам да кажам дека една од првите песни што ги научив вака со целосна изведба, ме запознаа како Родила се мала, не знаја да го се викам Викторија, кај да отидам и еве Родила се мала. Затоа се направив целосен кавер на песната. Барем да го овековечам сето тоа. Тоа е тоа, фала ти, Вики. Фала ви и на вас за поканата. Ви посакуваме на вас инаку многу успех. Го пратам тоа што го работите и се надевам дека ќе се видиме повторно во некоја нова прилика. Јас сум Викторија Евтимова, подочно Вики Ев, а вие гледате Hype TV.